Слава му на овој глумец. Секако, животот ни носи секакви посакувани работи, непосакувани работи, но продолжува и понатаму. Верувам дека со следниот разговор некако ентузијазмот ќе го кренеме на повисоко ниво, имајќи предвид дека зборуваме за една благородна работа, зборуваме за тоа како традиционалното може да го иновираме и да го направиме модерно и па не знам дали ќе биде и точен збор подобро, затоа што и онака веќе е добро. Ајде вака ќе почнам. Општо познато правило е дека појадокот е најважниот оброк во текот на денот. За сите скопјани па и македонци постојат неколку оброци кои се омилени на сите генерации. Тука ќе ги споменам чорбата, бурекот со јогуртот, омлетот, пржени лепчиња, но нема некој што ќе одолее по топло геврече купено од локалните продавници или продавачи и секако од бурекџелниците. Токму за овој вид на традиционално печиво ќе зборуваме во продолжение и ќе го најавиме отворениот повик за учество за надпревар за нов рецепт на геврек. Се во ова го спроведува Сдруженијето за социјални иновации Арно, заедно во соработка со Средното угостителско училиште Лазар Танев. Па оттаму денеска поканивме овдека во студиото и нивни представници. Ке посакам добре дојде за Ирина Јаневска, председателка на Арно, и доктор Небојша Вуковиќ, директор на Средното угостителско училиште Лазар Танев. Ви благодарам што ја прифативте поканата и што ќе зборуваме на една интересна, споменав во најавата, тема и што ова утро сте дел од Јасака Македонија. Добро утро, фала за поканата и поздрав до сите оние кои што не гледаат. Се надеваме ќе им го подкренеме апетитот, ама и ќе ги натираме, еве, ќе ги инспирираме да ни се пријават на надпреварот со рецепт за нов геврек. Да, ќе зборуваме за надпреварот, што тој се ќе овозможи и како и кои се целите, но она што мене на самиот почеток ме интересира и тоа ќе ве прашам бидејќи сте вие доктор во угостителството, во Македонија прочитав дека има два вида на ѓевреци: обичен и варен ѓеврек. Колку овој карактеристичен традиционален производ трпи варијации и измени? Најнапред благодарности од мене до вас и поздрав и добро утро до сите гледачи на Сител. Тоа е идејата. Значи, да се направи нова варијанта, не мора да се создаде нов производ, меѓутоа некаков модел кој што ќе се разликува од она до сега што сме го виделе. Значи, да се задржи традиционалниот ефект на геврекот, ама да се додадат барем содржини кои што ќе го дополнат, кои што вообичаено корисниците ги користат во секојдневието. Значи, дали ќе биде варен геврек или ќе биде традиционалниот геврек, не е важно. Важно е да се проникнат идеи кај луѓето кои што ќе дадат нова содржина, нов дух. Веднаш да кажам дека училиштето ја негува традицијата. Ова со Ирина што направивме една соработка не е од сега, тоа е веќе 10 годишна соработка на училиштето со Арно, меѓутоа сега веќе се интензивира на друг план, во друга насока оди сега, создавање на производ кој што ќе остави белек и во традиционалното живење. Значи, нема да биде едноставно само проект, туку нешто што ќе остави една содржина на пазарот што ќе се бара. Ке се задржам уште малку на геврекот, иако целој разговор ќе биде поврзан со него. Најчесто велат се јаде во комбинација со јогурт и со ајран. Какви се вкусови му одговараат на овој традиционален производ? Значи, сега овдека најдобро е да се направи истражување кај луѓето на пазарот. Значи, можеби ова е еден од моделите за да се направи тоа истражување. Пријавата на секој учесник во проектот со својата идеја е дел од истражувањето на тоа што луѓето сакаат навистина на пазарот. Ако успееме да извлечеме што луѓето ќе побараат од нас да се вклопи во геврекот, значи ќе дознаеме што населението точно бара, да. Вообичаено мора да имаме некаква содржина повторно традиционален карактер. Дали ќе биде тоа ајбар или нешто слично, така е, значи, меѓутоа треба да се замисли и обликот на пакувањето и тоа како ќе се презентира, па и неговата трајност и вечност, колку може на пазарот да стои изложен, например, додека го купат граѓаните. Така. Ирина, пред да им го представиме на нашите гледачи гастро предизвикот, едноставно ќе ве прашам, зошто геврек и зошто треба да се смени кругот? Она мото или гесло на целиот овој проект е дека сите сме во тој круг. Така,
кругот е нашата символика. Има една нова економска теорија која што се вика донат економи или кровна економија. Станува збор за еден економски модел кој што е измислен во 2012 година од страна на една англиска економистка Кейт Раворд. Многу едноставно таа вели дека дури кога зборуваме за социјална и за зелена економија, треба да бидеме многу поексплицитни во дефинирањето на ресурсите кои што ги имаме. Значи, зелените и социјалните бизниси имаат лимит затоа што природата има свои лимити. Таа прави еден диаграм во форма на кровна, тоа е америчката кровна, која што има дупка, ние затоа ја локализираме, ја викаме геврек економија, и вели дека на дворешната страна од кружницата се ресурсите на планетата кои што се ограничени. Ние немаме неограничени ресурси. Дури еве и нашата земја која е аграрна, за одреден број на години таа почва ќе се исцрпи, почвата е необновлив ресурс или тешко обновлив. И секогаш кога размислуваме за било какво правење на бизнес, ние треба да ги почитуваме тие ресурси. Треба да бидеме многу внимателни. Дури кога зборуваме за рециклирање, тоа е навистина од линеарна ние преминуваме кон циркуларна економија, ама самиот процес на рециклирање е скап. И не е тоа неограничено или решение кое што ќе не спаси сите. Треба да сме многу внимателни како користиме, колку користиме, конзумеризмот. Тоа е едната еколошката димензија на оваа кровна теорија. Во средина се луѓето, тоа е дупката, која што ова се економски индикатори, јас не сум економист да ги представам, само вака го носиме концептот, допрва Арно ќе го представува и ќе едуцира со помош на оваа нова економска теорија. Во средината се луѓето и тие се важни да бидат вклучени. Станува збор за инклузија. Нешто што социјалната економија, социјалното претприемништво многу експлицитно го кажува, меѓутоа овдека се гледа точно секоја земја какви индикатори има, каде е еколошкиот плафон, каква вклученост треба на луѓето и повторно. Идеалниот начин на економско функционирање е во средината на кровната или во нашиот случај во средината на гевречето. Тоа е пораката. Кругот е, мислам дека се објаснува и сам по себе, дека сите сме во кругот, дека треба да го смислиме во нашиот надпревар. Пораката на одговорно функционирање на бизнисе, на мирниците кои што ќе се користат во гевречето да се локални. Значи не ни треба авокадо, нешто што патува оддалеку, прави еколошки отисок, ни требаат локални и сезонски намирници. Ние мора да освестиме кои се нашите зеленчуци, овошја кои што може да ги користиме, од каде доаѓаат, колкав радиус имаме за да дојдат до нашата трпеза. Така да тоа е пораката, затоа е круг и затоа еве во наредните 3 години Арно ќе работи на промовирање на оваа економија која што е подлабока и од рециклирањето, и од циркуларната, и од зелената, и од социјалната економија. Широк спектар и на активности ќе понесе, тоа не станува збор само за еден проект во кој нели само ќе има еден надпревар, велите дека е ова повеќе од обично кулинарско надпреварување. Каква е целта и иницијативата или иницијативата? Целта е да малку ги размрдаме Скопјани, да иновираат, да дадат рецепти за геврек, за ние преку овој герила маркетинг да донесеме оваа економска теорија на нашите граѓани. Таа е светска, постои во светот, во Македонија ние сметаме дека сме едни од првите кои што зборуваат, меѓутоа и да покажеме преку практичност дека може да се функционира како зелен бизнис. Тоа секако има свој предзнак и е потешко, ние не викаме дека е полесно, напротив, валидираме дека многу е тешко да се функционира еколошки, меѓутоа иницијативата постои како одреден, да речеме, аларм дека во светот сега постои друга тенденција да се прави гринвошинг, да се представуваат бизниси дека се зелени и социјални, а во суштина да не се. Еве ние ќе кажеме дека за нашата промоција, која што беше на 13 ноември во училиштето Лазар Танев, ние доделувавме едно пакетче со производи кој што ја пренесува самата порака. Се измачевме додека најдеме оваа картонска кутија, затоа што многу производители не убедуваат дека имаат екосертификат, па има малку пластика, па зошто сега сте запнале да може да се рециклира. Да биде чиста еколошка, да може да се рециклира. Цената е поскапа, тоа исто мора да го знаат граѓаните, значи ако е нешто ефтино, некој друг ја плаќа цената. Кога е нешто поскапо,
тенденцијата, односно одговорноста на оно што ги дистрибуира материјалите да станува збор за еколошка амбалажа. Не принтавме работи, имаме QR код кој што води до нашата страна. Значи наместо брошури ние мора да се одвикнеме да печатиме работи. Постојат дигитални решенија. Имено. Да. Еве, нашиот предлог за конзумирање со гевречето е ајвар. Станува збор за мала тегличка, која што нели е еколошка, затоа што е во стаклена амбалажа, и станува збор за производ кој што од круговите на Арно, Екофарма Беровко во 2017 беа победници на националниот надпревар Зелени идеи. Тоа е социјално предпријатие? Така, значи за овој ајвар се вклучува локално население во изработката. Навистина имаме една социјална димензија, не е фабрички, не може да се најде на полиците во маркетите. Меѓутоа е локален, органски, наш, еколошки, малку поскапо чини, меѓутоа ете, цената што ја плакаме е да овие средства отидат директно во локалното население. И завршат кај нас, така, практично. И во нашите кругови. Потоа имаме чајче, кое што е од Билки Лайф, тоа е едно ново социјално предпријатие. Да, сме се дружили со Сонифов дека во Марија Тренската, Георгиевска, така, тие имаат амбиција да прават работна интеграција на луѓе со попречености. Што е интересно за ова чајче, дека ни доаѓа од блиску, од нашиот радиус, од Скопска Црна Гора, и овдека Арно се потрудивме да направиме микс од мајчина душица и липа, затоа што липата е типично скопска. Така. И ова го имаме како порака за сите кои што конзумираат чај, да ги напуштат кесичките, затоа што тие создаваат отпад, имаат во себе микропластика. Она што го имаме ние како информација е дека и овој чај, кој што е во цели ливчиња, е далеку поквалитетен од оно што е дробен и што е во кесичките. Така да со оваа метална цедалка, или јас го викам штипалче, се заменува отпад од сите кесички, еве што може во една година да ги исконзумира еден граѓанин. Тоа се нашите поклони. Символично сакаме да дадеме поддршка и на локалните бизниси, меѓутоа и да покажеме дека и вакви мали еколошки практики можеби не значат многу на национално ниво, на ниво на политики, меѓутоа со вакви микрооднесувања, микропромени сите можеме да сме повеќе приближени кон тоа да сме дел од решението, а не дел од проблемот. И можеби уште еден сегмент е важен да се спомене во цел овој проект е и на некој начин едукацијата на учениците од Средното угостителско училиште Лазар Танев, па оттаму господине Вуковиќ ќе ве прашам кои придобивки ги гледате од досегашната соработка со оваа организација, имајќи предвид дека нивните почетоци кои датираат од 2013-та се заеднички со угостителското училиште? Значи училиштето ги отвори вратите целосно, повторно. Нашата соработка трае со Арно 10 години, меѓутоа имаше еден прекин во време на ковидот. Сега ја рефреширавме таа соработка и Арно веќе има и наша позиција во училиштето и физичка позиција во училиштето, така да сме секојдневно во соработка со колегите од Арно. Придобивката, јас би се надополнил на ова Ирина што го рече, значи ги повикуваме сите од 7 до 77 да учествуваат во... Од 18. Да, но тоа е заради техничките причини на ваквата, ама буквално да може. Буквално сите да учествуваат во овој проект, затоа што се покажа на терен на 13 кога го промовиравме проектот со Арно, дека нашите ученици перфектно добро ги изработуваат работите, дори создава некои фигури таму во кои што дава опис на Арно, па имавме рефреширање на кулинари, па значи се направи една атмосфера работна во која што и кај децата се разбуди интересот за создавање нешто ново. Да бидат креативни. Да бидат креативни, би ја проширил идејата на цела Македонија, можеби Ирина, значи не е само на Скопје, затоа што јас како студент, искрен да бидам, Охридскиот геврек добро сум го запаметил. Така да би ги повикал буквално сите во Македонија да учествуваат во проектот и да дадат свој придонес. Не мора да значи дека ова е конечниот облик, значи креацијата може да биде само на геврекот, пресечена половина или на било како, само нака да даде една нова содржина. Повторно ова што го рече Ирина, значи мораме да задржиме се што е наше македонско овдека да биде содржина на тој ген. И да му се додаде некаква вредност и доколку нели може да се иновира истото тоа да се случи. Ќе позборуваме за критериумите пред крај. Сакам за да ви искористам за уште едно прашање. Што ќе ни кажете за стругата пекар? Што ни овозможува или што овозможува овој профил? Епа,
И каков е нели секако интересот на младите за оваа струка? Интересот на младите се пробуди многу минатата година особено. Значи јас морам сега да го искористам моментов да кажам дека професорите работеа деноноќно во училиштето од минатата година наваму со отворени врати за сите оние кои што може да дадат било каков придонес во работењето на училиштето. Училиштето сега, например, да речеме, меѓу другото, доби награда на Меѓународниот сајм за туризам за перспективно училиште и таа награда ќе биде доделена на 29 во Нови Сад. Благодарам. Значи, тоа е резултат на работата на професорите. Немилосрдно сами за себе работеа. Имавме ученици на тие толку многу зборувани работилници за 9 оделение, околу 300 дечиња доаѓаат цела година. Повикот е отворен сега повторно, на 1 декември стартува повторно работењето на тие работилници. Струката пекар е една од најпобаруваните сега на пазарот во Македонија. Знаеме дека и пекарските работилници и фабриките за пекарски производи се проширија во еден голем обем. Моje мислење е да имаме сега во моментот 1000 пекари квалитетни кои што ќе излезат од училиштето, веднаш ќе најдат работа. Ирина почна да зборува за економски теми, ако е дел од економското живење и висината на тие примања лични на пекарите се навистина солидни и многу добри. И мислам дека дечињата треба да дојдат барем на работилниците да видат што значи струката пекар. Ова е еден од примерите кои што може да создаде интерес кај децата, меѓутоа на тие работилници работат различни видови теста кои што, например, да речеме, ќе им покажат што значи лиснато тесто, што значи квасно тесто, што значи трошно тесто и така натаму, и што тоа може да се направи како производ. За сите оние за кои што е отворен овој јавен повик да предложат или да направат рецепт, трае до 5 декември, ќе ни ги откриете ли деталите, какви се правилата на учество и кои се критериумите? Спомена и професорот дека мора да бидат локални намирници, да ги користиме оние кои што ни се најблиску од нас, традиционални и наши. Така, мора да бидат од локални, мора гевракот да задржи својата кружна форма, токму поради таа символика. Мора да се скопјани, со скопска адреса. Во иднина амбицијата е да видиме каков слух ќе има кај сите граѓани, па можеби во други градови, во соработки со други актери ќе го повториме овој надпревар. Има потенцијал. Она што не е дозволено употреба на месо, пред се поради неговата еколошка димензија, димензијата на месната индустрија и на адитиви. Тоа се условите, се друго е оставено на иновацијата на граѓаните. Важно е да ни ја опишат процедурата, да ги наведат сите состојки, затоа што се оценува и креативност, меѓутоа и изводливост на рецептот, кои намирници се употребени и да ни пратат и 2 фотографии. Пријавата е едноставна, Word документ заедно со 2 фотографии. Сите услови и правила се опишани на нашата веб страница на arno.org.mk. Во делот на вести го има повикот, исто така и на социјалните мрежи ние споделуваме, анимираме и охрабруваме граѓани од Скопје, значи од сите општини, од планскиот регион, значи не е исклучиво од урбаните општини, туку и од руралните, можат да ни аплицираат. Една од пораките која што сакаме да кажеме преку овој проект, што се насети и од она што го кажа директорот, е дека ние навистина веруваме во стручното образование и дека е кул да си кулинар. Уште пред 10 години кога влеговме во гостителско, тоа беше нашиот слоган. Кулинари беше проект кој што доживеа различни активности, различни формати, меѓутоа слоганот на проектот кој што стана програма остана ист, а тоа е дека е кул да си кулинар и ние ги повикуваме сите да влезат во кујна. Има време, навистина не треба да прават многу гевречиња, доволно едно, само за да ни ја опишат рецептата, да сликнат, да ни покажат дека тоа е вистински нивен производ и да аплицираат, па потоа избраните ќе додат на финале, ќе се готви во гостителско, ќе имаме жири кое што ќе ги оценува идеите со еден превес за да биде сето тоа транспарентно и фер. И на самото тоа финале ќе го избереме победникот. За победникот да кажеме дека имаме и 200 евра парична награда за рецептот
и ќе мора да одржи 2 обуки на учениците за да ги принесе вештините. И тоа е многу важно во проектот. Благородна една задача, така да. Благородна задача, исто ќе има мал надомест. Она што учениците освен што ќе учат од овој експерт, нели, за гевречето ќе стекнат нови вештини, ќе имаат шанса и од Федерацијата на готвачи да учат нови работи, да имаат мотивацијски средби. Повторно, тука е главното да ги мотивираме младите, доколку си ја сакаат професијата, да излезат подобро на пазарот на труд, ќе имаме обуки како да се преговара за плата, како подобро CV, ќе ги фотографираме со професионална фотографија во униформи. Сето тоа е за да имаат полесна транзиција, значи од училиште на пазар на труд да им е полесно и да имаат. Ние сега немаме проблем со вработување, имаме проблем со подвработување или underemployment, значи кога веќе се вработува да имаат подобри услови, подобри стартни позиции. Ви благодарам многу за учеството, ви посакувам многу успех на овој предстоен надпревар и јавно може би ветување, оној кој што ќе биде избран за најдобар рецепт за геврек, победникот, да го имаме овдека во студио заедно со учениците од Лазар Танев и да го подготвиме бидејќи имаме функционална кујна. Ви благодарам господу уште еднаш, а ние продолжуваме понатаму, секако по рекламите го следиме и вториот преглед на вестите за утро.